Добар ден, следите Дневник. На 36-та седница на Советот на општина Крива Паланка беше усвоена програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на територијата на општината за 2016-2017 година. Програмата за зимско одржување улици, тротоари и локални патишта во текот на зимската сезона 2016-2017 ќе биде прилагодена согласно теренските и климатски услови кои владеат во Крива Паланка, а за реализација на истата од општинскиот буџет се издвоени 3 милиони денари. Активностите за зимско одржување се спроведуваат врз основа на програмските активности за отстранување снег и лед на однапред утврдени приоритетни патни правци, како и посипување и нанесување соодветен абразивен материјал и камен и ризла на критичните точки на улиците и пред виталните објекти. Приоритетни патни правци се главната сообраќајница Свети Јоаким Осоговски од влезот до излезот на градот, пристапните патишта до здравствениот дом, објектите на градинката Детелинка, како и основните и средното општинско училиште, но и останати улици во најнаселените и најфреквентни локации во општината. Покрај одржувањето на асфалтираните сообраќајници, на сите неасфалтирани по кои се одвива сообраќај ќе биде извршен дотур на абразивен материјал кој местното население ќе треба да го посипе. На локалните патни правци со земјан или тампониран коловоз и на локални патни правци со коловоз граден од асфалт, изведени со големи наклони и непрописно изведени кривини, чистењето на снегот според програмата се предвидува да биде изведено со градежни машини. Програмата ќе ја реализира најповолниот понудувач избран согласно Законот за јавни набавки, а контрола над истата ќе врши одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура. Чистењето на тротоарите пред влезовите на семејните куќи и влезови на колективни стамбени згради се должност на станарите на објектите, а на влезовите пред деловните објекти и фирми на собствениците на истите. Собирањето на снегот треба да се врши на купчиња кои не го попречуваат пешачкиот сообраќај, а отстранувањето на снегот е обврска на јавното предпријатие Комуналец Крива Паланка. Комуналец има обврска да ги расчистува и тротоарите и другите јавни површини согласно програмата за одржување јавна чистота за 2016-2017, а контрола за извршување на горе наведените активности се врши од страна на комунален инспектор при општина Крива Паланка. Започна реализацијата на тендерот на акцијата за заловување кучиња скитници на подрачјето на Куманово. Досега во дводневната акција заловени се 35 кучиња. Во меѓувреме со акција за деретизација фатени се 1600 шахти на подрачјето на градежниот опфат на Куманово. 700.000 денари одвоја општина Куманово за деретизација која се спроведува во неколку наврати во пролет и есенскиот период. Денеска екипите на приватната компанија која го доби тендерот поставуваа мамци во шахтите на градот, но и покрај кејот на Кумановка. Со третманот против глувците ќе бидат опфатени 1600 шахти. Сектор кој ги прати овие активности сме задоволни. Во континуитет затоа се прави во пролет и есен, сега се работи есенскиот третман. Очекуваме исти резултати како што беа пролетните резултати, така да во принцип сме задоволни. Вчера и денеска на подрачјето на општината заловени се 35 кучиња скитници во рамки на акцијата која се реализира согласно новиот тендер кој го распиша општина Куманово и за кој се одвоени 800.000 денари. Започната е акцијата на заловување на кучиња скитници, така да сега во 2 дена имаме заловено околу 35 кучиња. Во кои реони? Во градот, во општината Куманово, претежно се работи сега во почетокот на тендерот се работи во централното градско подрачје, така да се шири. Тоа е. Граѓаните велат дека акцијата треба да биде поинтензивна, бидејќи во последниот месец, според нив, бројот на кучиња скитници двојно се зголемил. Никој не поведува ред. Гледаш си прескав дека едно ќе го наступ. Ќе го нагазиш. Лега. Ги ставиле храна дека да еде. И што е тоа? Они ги мами да лега по улици. Тоа не е право за нигде. Па има мали деца од школа што се враќа. И како ќе се одбрани, има 3-4 овдека легат пред тоа. Не може да се одбрани никако. Мене не ми се свиѓа што се работи овој град. Као град. Апсолутно. Многу превише кучки има скитници. Тој треба се поведе рачун, ветеринарот тој треба да направи. Срамота. На улицу кучики, пред продавница кучики. Тој треба да се поведе рачун, тој да се уништи, да се искорени. Ако чува некој, нека чува врзано, нека чува куќу, нека чува двориште, а не куче на улицу. Напаѓаат, дај, деца напаѓаат, никој не сака во дворот да се ги вржува. Ги пуштиле на улица и децата се плашат за на училиште. Еве имам случај на сестра ми, дете не смее на училиште да оди.
Има голема паника од кучињата. Согласно тендерот, кучињата се заловуваат, се носат во прифатилиште во село Четирце, каде го добиваат неопходниот третман предвиден со Законот за благосостојба на животните и се враќаат на локација од каде се заловени. Со претходниот тендер беа заловени околу 250 кучиња. Граѓаните можат да си вдомат и куче. Расправија која прераснала во тепачка поради нерасчистени соседски односи за поделба на пат. Била причината поради која жители на Кумановско Романовце го нарушиле јавниот ред и мир. Во тепачката во која учествувале неколку лица со телесни повреди се здобиле неколкумина. Расправија која прераснала во тепачка за нерасчистени соседски односи е причината поради која секторот за внатрешни работи Куманово интервенирале поради нарушување на јавниот ред и мир. Имено на 3 октомври во 12 часот се случила тепачка помеѓу повеќе лица. Од страна на увидна екипа инспектори по властување на јавното обвинителство било излезено на лице место и од извршениот увид било констатирано дека на 3 октомври околу 10 часот поради нерасчистени соседски односи за патот кој ги разделува настанала меѓусебна расправија која прераснала во тепачка помеѓу ДК со неговите синови од една страна и ФГ со неговиот син од друга страна. Во тепачката ДК и синовите се здобиле со телесни повреди во пределот на главата и телото, а ФГ со тешки телесни повреди во пределот на главата. На истиот му била укажана лекарска помош во Скопје, каде е задржан на понатамошно лекување. Надлежните превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против ММ 21 годишен, ФК 22 години и 17 годишно лице, сите од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Пријавените на 5 октомври во 4 часот и 40 минути во влезот пред дискотеката Спейс во Куманово поради претходно вербална расправија. Трето пријавениот со употреба на физичка сила го нападал НХ 20 години, удирајќи го со тупаници во пределот на главата, а потоа и прво и второ пријавениот со употреба на физичка сила, неговите другари ДЈ 20, ДМ 20, НС 20, Дђ 20 и СС исто така 20 години, удирајќи ги во пределот на главата и телото. Од физичкиот напад на оштетените им се нанесени телесни повреди, а во моментот на нападот се нашол и АД, 20 годишник од Куманово, кога исто така го нападнале, удирајќи го во пределот на лицето, а откако паднал на земја, му нанеле тешка телесна повреда на десната рака, пошто истиот бил пренесен во клиничкиот центар во Скопје на понатамошно лекување. Полициските службеници од секторот за внатрешни работи Куманово поднели кривична пријава против АС 21, СР 24 годишен и АС исто така 21 годишен, сите од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. На 24 јули околу 12 часот и 15 минути по полноќ откако пријавените го забележале оштетениот ША 29 години од Куманово како седи заедно со неговиот пријател РЗ 19 годишен во Костилница во Куманово поради нарушени меѓусебни односи помеѓу прво пријавениот од оштетениот, истите физички ги нападнале, удирајќи ги со тупаници по главата и телото. По ова, откако паднал на земја, продолжиле да го удираат со бейсбол палки, нанесувајќи му видливи телесни повреди, пошто се дале во бегство. Египет, Израел, Кумран се дел од предавањата на професорот Драго Обрадовиќ, археолог од Хрватска, кој на своите предавања ги споделува интернационални познатите сензационални откритија што ги одржал пред илјадници луѓе на сите континенти. За прв пат во Куманово во организација на граѓанско здружение Поглед кон вистината се одржуваат предавања за Египет, Израел, Кумран во 3 дела. Преку овие предавања професорот Обрадовиќ вели дека ќе се обиде на народот да му ги доближи извештаите од Блискиот Исток, бидејќи од таму започнала културата, цивилизацијата, писменост, религија и разни науки. На овој начин луѓето ќе видат колку е тоа интересно за нас денеска и каква врска има минатото со нас во сегашноста. Египет е била велика. Некојаш во минатото Египет беше голема сила и према тоа таа е богата со многу археолошки налази и локалитети. Така да преку предавањата кои што содржат 200 слики во бои, ќе ги погледнеме египетските пирамиди, значи мумиите и останатите чуда што се во Египет. Исто така е многу богата со археолошки налази, откритија Израел. Да, за сите нешто имаат религиозна нота, да кажам така, таа е многу интересна таа страна. Многу луѓе одат на патувања таму, нели така, религиозни, и затоа е наречена Света земја. Оваа мултимедијална програма има за цел да им ги доближи на слушателите ретко посетените места на Блискиот Исток.
Професорот Драго Брадовиќ беше мој професор. Ја бев негов студент, бев лично и во неговиот дом. Имав прилика да седнам со него вака на пријателска основа, да ги гледам неговите сите достигнувања што ги има направено. Имам прилика да видам неговата библиотека, неговото одушевување од тие патувања, од тие пронајдоци, ни сведочат дека конкретно, многу работи денеска што ние читаме, конкретно од Светото писмо, нашле своја веродостојност во тие археолошки ископавања. Така да тоа мене ми даде една голема поттик да можам да ги анализирам, да видам што пишува тамо и тоа да го представам кај луѓето. Професорот Обрадовиќ е искусен стручњак, меѓународен патник и истражувач на археолошки локалитети, универзитетски професор по археологија на Блискиот Исток, историја на цивилизациите и Светото писмо на Стариот Завет, кој поменал 3 децении во археолошки научни експедиции во Египет, Израел, Јордан, Либан, Сирија, Турција и Грција. Повеќе пати ги посетил и ги снимал заборавените градови на древните цивилизации. Со представата Хамлет во изведба на актирската екипа од Прилепскиот театар продолжуваат овогодинишните фестивалски денови на комедија во Куманово. Според содржината станува збор за представа која, како што велат актерите, ја прикажува смешната страна на политичката ситуација во земјава. Представата Хамлет работена според безвременски текст која представува смешната страна на политичката состојба во земјава, а во изведба на актерите од театар Прилеп ја продолжи втората фестивалска вечер Денови на комедија во Куманово. Ликот на Хамлет, представен преку актерот Зоран Ивановски, говори за еден бунтовник кој постојано се бунтува и негодува за одлуките на власта. Јас го играм ликот на Јоцо, тоест Хамлет во представата што се спрема. И е тој бунтовник што игам без причина. Најдува начин само да се бунтува, дали било против власт, против се што се случува. Актуелно е текстот што е актуелен, што го прави и денеска, без разлика е напишан пред не знам колку години точно, ама го има во и денес, нема оние битни работи, човечност ја нема повеќе. Тоа е многу битно, на линија што не остана човек денеска да ти кажи да стои за тебе, ако си во право да ти каже дека си во право, ако си грешка да ти каже дека не е добро, се е некој интерес, се гледа сите побитни работи освен човештвото. Кога е во прашање кумановската публика, Ивановски има само пофални зборови и како што вели чести, големо задоволство е да се настапува на ваков фестивал. Инаку уште ќе кажам дека е чест стварно, не правам лице пред кумановци да се глуми, пошто има многу сенс за театар и многу препознава, поготово вакви комедии препознаваат дали е добро или е лошо. На овогодинешните фестивалски денови на комедија учество земаат 13 театри, 9 од Македонија и 4 од соседните држави – Србија, Бугарија и Косово. Манифестацијата ја организира Центарот за култура Трајко Прокопиев со поддршка на Министерството за култура и истиот е од ревијален карактер и ќе трае до 15 октомври. Денови на комедија во Куманово ќе ја затвори театар Куманово со изведба на представата Бегај, еве ја женати. Словенечката министерка за одбрана Андреја Катиќ е во официјална посета на земјава. Таа денеска се сретна со министерот за одбрана Зоран Јулевски, а попладне ќе биде примена од председателот Ѓорги Иванов. Утре во Скопје ќе биде промовирана заедничката медицинска единица на армиите на Македонија, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора. Штабот на оваа единица, поддржана од Норвешкото министерство за одбрана и наменета за мировните операции, ќе биде во Скопје. Словенија дава безрезервна поддршка за македонските евроинтегративни процеси. Министерката за одбрана Катиќ потенцира дека Македонија одигра клучна улога во однос на бегалската криза. Македонскиот и словенечкиот министер за одбрана се согласија дека е потребна соработка на земјите од така наречената Балканска рута. 8 словенечки полицајци се дел од мешовитите патроли распоредени долж јужната граница кон Грција. Јолевски и Катиќ оценија дека соработката меѓу двете министерства и армија на високо ниво. Доказ за тоа дека Словенија е партнер
партнер и поддржувач на нашето членство во НАТО и именувањето на новиот шеф на канцеларијата на НАТО во Скопје, нагласи министерот Јолевски. Земјите од регионот мора да соработуваат и да разменуваат информации во однос на безбедносната ситуација, смета македонскиот министер за одбрана. Македонија, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора партиципираат со свој персонел во балканските медицински сили. Целта на проектот е изградба на регионални медицински капацитети, способни за брз одговор во природни катастрофи и меѓународни операции. Штабот кој утре свечено ќе се отвори, ќе биде сместен во касарната Илинден во Скопје. Командувањето со единиците ќе биде на принципот на ротација. Словенечката министерка за одбрана, како што е најавено, ќе биде примена и од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Во својата желба за промена на режимот во Сирија, Соединетите Американски држави се подготвени за пакт со ѓаволот, односно за сојуз со терористите, стои во соопштенијето на Министерството за надворешни работи на Русија. Преглед на свето денеска. Официјална Москва е се поубедена дека САД во својата желба за промена на режимот во Сирија се подготвени за пакт со ѓаволот, односно за сојуз со терористите, стои во соопштенијето на Руското Министерство за надворешни работи. Откако не испочитуваа спогодбата која што самите тие изработија, САД се обидуваат одговорноста да ја префрлат на некој друг. Пасивноста на Вашингтон само ја возможи на екстремистите да се прегрупираат во тој период, како и да се стекнат со вооружување и човечки ресурси, изјави портпаролката на Министерството Марија Захарова, откако претходно САД ги прекина билатералните разговори со Русија околу Сирија. Турските власти отпушти од работа 12.801 полицаец поради наводна поврзаност со движењето на исламскиот предводник Фетулах Ѓулен, соопшти турската полициска управа. Во соопштението се наведува дека 2523 од нив биле полициски началници. Во акцијата која спроведе владата по обидот за воен удар на 15 јули, за кој властите го обвинуваат Ѓулен, Турција досега отпушти од работа над 100.000 државни службеници, учители, суди, обвинители и други вработени. Товарот од глобалната бегалска криза е неоправдано распореден, бидејќи мнозинството бегалци се наоѓаат во едва 10 земји, предупредуваат хуманитарните организации. Тие ги повикаа богатите земји во најскоро време да најдат решение за кризата. Војните во Сирија, Авганистан, Бурунди и Јужен Судан се причина за бројот на бегалци ова година да достигне до рекордни 21,3 милиони, соопшти Врховниот комесаријат на Обединетите нации за бегалци. Како што наведува УНХЦР, 60% од бегалците нашле за солниште во Јордан, Ливан, Турција, Пакистан, Иран, Чад, Етиопија, Кенија, Уганда и Конго. Организацијата ги повика развиените земји да примат повеќе бегалци според нивните можности. Македонската фудбалска репрезентација интензивно се подготвува за двата квалификацијски меча против Израел и Италија. Во нашиот табор владе оптимизам дека против реномираните селекции можеме да извлечеме поволен резултат. Селекторот Игор Ангеловски ги собра фудбалерите на националниот тим за престојните два квалификацијски напревари кои против Израел и против Италија ги играме на 6, односно 9 октомври во Скопје. Ангеловски од првиот ден ќе може да смета на сите расположиви сили, верувајќи дека ќе се минат квалитетни неколкудневни подготовки, како што поподготвени би ги дочекале дуелите со двете репрезентации. Добро е што нема дополнителни некои проблеми со повреди, па верувам дека во најдобар ред ќе ги дочекаме двата дуели. Факт е дека целата концентрација најпрви ќе биде на напреварот со Израел, на кој очекувам да дадеме максимум и да се представиме во убаво светло пред нашата публика. Сето тоа потоа треба да донесе поголем мотив из Италија, рече Ангеловски пред медиумите. Лично ме радува формата на Лиовски, Јаховиќ, Несторовски, Ристовски. Сето тоа кажува дека може да одиграме квалитетно и да ги задуваме нашите навивачи кои посекуваме да дојде во што поголем број од со израелците. Израел е навистина квалитетен состав кој игра одличен фудбал, но ние ќе се обидеме да ги искористиме сите нивни слабости за да дојдеме до позитивен резултат. Позитивно расположен е фудбалерот од средниот ред на Варда Стефан Спировски, кој по одличниот направа со Силекс во домашното првенство се приклучи на селекцијата. Следбата Македонија и Израел правата ќе дели англискиот судија Марине, додека на мечот со Италија улогата му е доверена на хомојџанецот Дене Макеле.
МЗТ Скопје во првите две кола од новата сезона во АБА лигата се среќава со двата српски кошаркарски гиганти. Па по убедливиот пораз на стартот од Црвена звезда, македонскиот првак денеска 17 часот во својот прв домашен надпревар ќе го пречека Партизан. Поранешниот македонски селектор и сегашен тренер на Партизан Александар Джикиќ во пресрет на дуелот со МЗТ Скопје Аеродром изјави дека неговите избраници ги очекува тешко гостување со оглед на квалитетот на противникот. Се уште е неизвестно дали Ѓорѓе Дреновац ке може да настапи попладнево, а според капитенот Джеремаја Меси најважно ќе биде да се намалат бројот на грешки во однос на дуелот со Црвена звезда. Тој додаде дека тандемот подобрачите Лалиќ Меси е многу креативен и дека неговите играчи ќе мора многу да се фокусираат во одбраната за да ги сопрат акциите на ривалот. Надпреварот МЗТ Скопје Аеродром Партизан во рамките на второ коло од АБА лигата ќе се игра во спортски центар Јане Сандански. Фудбалерот на Зенит Аксел Вицел во зимскиот преоден рок ќе стане член на Јувентус. Во продолжение вестите од меѓународен спорт. Јувентус не успее да го доведе Аксел Вицел во своите редови во текот на летниот преоден рок, но челниците на Старата Дама се убедени дека овој трансфер ќе биде комплетиран на самиот почеток од јануари. Актуелниот договор на Вицел со Зенит истекол во јуни 2017 година, а Јуве ќе има можност без никаква оштета да го договори неговото доаѓање по завршувањето на сезоната. Сепак челниците на Старата Дама би сакале што поскоро да исполнат желбата на тренерот Алегри за да го доведат Вицел во Торино. Па веќе е стартувана и новата рунда преговори со Зенит. Мирче Луческо во август ги блокираше преговорите поради неможноста да доведе адекватна замена во Зенит, но сега и на романскиот тренер му е јасно дека Вицел е слободен да се замене во јуни, поради што ќе прифати понудата од 8 милиони евра што е подготвил Јувентус за јануарскиот преоден рок. Покрај преговорите за Вицел, Јувентус ќе стартува по потрага по нов голгетер кој би го заменил Марија Манџукиќ. По се погласните најави дека Хрватот незадоволен од статутот на резерва ќе инсистира на трансфер во ПСЖ. Алегри би сакал во своите редови да го довиди Даниел Старич од Ливерпул, кој самиот нема правотимски статус во англискиот премиер лигаш, па би може да побара заминување доколку доби интересна поруда. Ливерпул ќе бара најмалку 35 милиони евра за неговите услуги. Италијанскиот тренер Луиджи Дел Нери е именуван за нов шеф на стручниот штаб на калчо-лигашот Удинезе. Тој на клупата ќе го наследи Џузепе Јакини, кој доби отказ по слабите резултати во тимот на почетокот од новата сезона. Удинезе има само 7 бода во првите 7 кола во серијата, а изминатиот викенд загуби од Лацио дома со 0-3. Дел Нери е поранешен играч на Удинезе во период од 78 до 80 година, а потпише договор до крајот од сезоната со можност за продолжување на соработката за уште една дополнителна година. Првиот мештак кормилото на новиот тим, тој ќе го има на 15 октомври, кога Удинезе ќе му гостува на актуелниот шампион и лидер на табелата Јувентус. Премиер лигашот Свонси рече да му врачи отказ на италијанскиот стратег Франческо Гвидолин после серијата лоши резултати во англиското првенство. Поранешниот селектор на САД Боб Бредли е назначен за нов менаџер на Лебедите и основна задача ќе му биде опстанок во најелитното друштво. Тоа доаѓа од второлигашот Леавор и ќе има навистина тешка задача оваа година со оглед на тоа што Свонси од досегашните 7 напревари освои само 4 бода. Своето деби Боб Бредли ќе го има на тешкото гостување кај Арсенал, кое ќе се случи на 15 октомври. Во Македонија денес умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ветровито и посвежо време бидејќи температурите ќе бидат во опаѓање. Во попладнивните часови постојат услови за сосема слаби локални врнежи од дожд.
Со информацијата за временската прогноза го завршуваме дневникот. Останете со К3. Довидување.